Здраво на сите, добро дојавте на моето ново видео. Денес дојде време конечно да се направи тој switch и до мене имам кесенце. Во тоа кесенце има ова чудо Galaxy Z Fold 5. Заедно со вас ќе правиме unboxing. Ова ќе бидат буквално моите први впечатоци на овој нов телефон. Тие што бевте на стрим знаете дека презентацијата ја гледавме заедно на стрим, знаеме отприлика што да очекуваме, ама е многу друго кога сам ќе се увериш со очи кога ти е тука во раце, кој ќе испробаш се, така да едве чекам јас ова да го отворим, да го гледаме заедно. Йоу, найс. О мај гад. Океј, полека Стефан да не бутнеш нешто. Се фокусирали, види како стои. Уште сега ми иде да ви зборам за што се јас ќе го користам лично, ама чекај да кидеме со ред. Океј, тоа изгледа вака. Тоа е многу satisfying. Йоу. Океј, ова ќе биде прв пат да го преветкам телефонов. Ми е страв, само треба ли да го свиткам? И чек. Не знам ова како работи. Чек, глед. Йоу. Actually е многу смут и многу nice. Йоу! Океј, за почеток најверојатно сите ќе ви интересира повеќе информации за телефонот, како процесори, меморија, квалитет на камери. Се јас за моите омилени работи ќе зборам, ама веќе сега тука на екран се што ме интересира дополнително на многу едноставен екран, буквално за секунда да си прочитате што поточно ви интересира, кои се на оние главните спецификации за телефонот. Јас прво нешто што сакам да пробам е дефинитивно Netflix. Знам дека многу од вас повеќето онака и кога станува збори за серии, за филмови, гледате на телефон. Дури мислам да ставам онака анкета, што сега ни го скратиот од YouTube, мислам дека не можам веќе да ставам такво видео анкета, а мислам дека ако ставам дека повеќето, ако направам пример споредба компјутер, телевизор, телефон, дека повеќето гледам телефон. Јас тоа никогаш не сум го правил, што сакам секогаш да гледам на поголем екран и мислам дека ова ќе биде моментот кога јас прв пат ќе почнам да си гледам серии и вака. Ево моментов што гледам, ако некој се прашува, Vikings Valhalla втората сезона и Black Mirror последната. Јо, како добро, колку е човек ќе гледам буквално на телефонов, ќе си гледам све. Еј, ова го завршив буквално са бајлево кога јас ова го снимам. Ја завршив Office за прв пат во мојот живот, последната епизода беше толку добра и дефинитивно омилена серија со комедија, така да ќе опуштам тоа. О мај гад. Значи го гледаш вака, можеш да го направиш дури вака. О мај гад, колку е ова добро. Јоу. Сега мислам дека сум и близко до камерата, може би повеќе се дерам од обично, ама човек, ова е предобро. Ми е страф и за видео, не знам колку смеам да покажувам Office, ама јас човек не можам се изнаглам нова. Јас имам серија тука, вака. И ништо полесно. Гледаме на епизода па се гледам. Можам да се испружам вака, да гледам и вака. Океј, од сега одиме на мојот следен омилен дел. Океј, прво нешто. Не можам да не упалам. Кој ме следи изминативни месеци знае колку сум опсенат со Покемон. Обично Покемон гледав на премал екран. Ова е врвот. Да го нарадниме и да не избега. Јој колку течно изгледа ова човек. Ќе се фатили? 1, 2, 3. Бум! Найс. Very nice. Гледате колку е ова огромен екран. Ова е прв пат да гледам вака Покемон, човече. Океј, ова ќе биде сега прв пат како играм и PUBG Mobile. Игра што одамна ми ја барат и сега ќе пробам како работи на ова. Дали уште одма почна? Јоу. Ова изгледа премногу течно за телефон. О мај гад. Играва е направиле да изгледа многу како Fortnite или јас трипам? Тука можам да се тепам и со боксови. Јоу. Многу добро изгледа ова и изненадувачки ми е премногу чисто. Океј, геймингот мене ми е топ и едве чекам да пробам и други игри. Следно нешто на што би се задржал е камерата. Знаете друго што може да се гледа? Пред да предам на камерата стоите. Сега ми текна. Йоу, гледате како можете да гледате мои стримови. Или пак, можете и вака да си го гледате цел стрим без ништо да ви смета. Четот сега како го имате на страна. Или, за го читате цел чет, вака. Кај си бе, Степче. Океј, камерата. Јас сега пред малку направив некои слики. Мислам дека во студио не можам ни толку да добавам затоа што ми е доста темно во студио, ама еве го Snorlax сликнат со портрет опцијата колку е добра. Еве тераса како се гледа. Мислам дека ако излезам и надвор би било ова многу подобро, дека со дневна светлина или ако имав малце поише светлина тука ќе беше многу подобро, ама еве како изгледа тоа. Еве го аксолотлот ви го сликнав со камерата да видите
како личи. Еве јас какви селфиња ќе си правам, само се надам не во WC. Ова едната е со портрет, другата е обичната камера. И последна работа што би ја напоменал дека мене многу ми се свиѓа, да дојдам само до вас. Ми се свиѓа многу што додека го гледаш пример мојот стрим, можеш ти се приигра малце Покемон. Пушти си Покемон. Имаш горе, го гледаш и стримот топ, го гледаш, си играш и Покемон. Сакаш да ги видиш и сликите што ги направи. Идеш само тука, си го носиш и тоа тука. Си ги листаш и сликите. Нема проблем. Се може. Ова е предобро, мултитаскингот е врв. Океј, тоа беше се за ова unboxing и обид за ревју. Не сум некој кој знае каков tech guy, официјален ревјувер што може толку да ви навлези во јадра, процесори, што све онака по-деталните работи, ама кој се разбира во тоа, еве ви на екран си имате, слободно прочитате се што се разбира, сигурно тие што ги интересираат детално тие работи, повеќе се разбираат од мене за само тоа што ги видат во веќе ќе се разбира. Ама мене ми е најважно тие работи што ви ги покажав да ми работи децетоп, така да мене ми е верувам дека тек ќе откривам работи што не ги знам, затоа што ова беше буквално првиот пола сат како го користите телефонов. Од мене имате стварно многу топла препорака. Тоа беше тоа, ставете лайк ако ви се свиѓаше видеото, субскрајб за уште видеа и ние сега наставаме. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.